Ете, време е за гости. Нашиот гостин, кој што ви го најавив на почетокот, Ристе Влахов, кој што ова утро е повикан да ни говори за нешто што од 1 септември ќе се случува, повторно најдобриот турнир во мал фудбал во нашава земја, меморијален турнир посветен на Оливер Соколов Сокол, е нешто што верувам дека љубителите на фудбалот ќе ги интересира. Ристе, добро утро и добро ни дојде во утринската. Добро утро и добро е најдов. Така, драго ми е што говориме за нешто вака убаво, за нешто што само не подсетува дека и после физичкото присуство на овој свет не сме заборавени и верувам дека и ти и јас правиме нешто по кое нема да бидеме заборавени еден ден, па нешто можеби нема да се случува меморијален турнир, но ќе се подсетуваат луѓето на сето она кое што ние го правиме, а делата се оние кои живеат после нашиот физички живот. 19 пат овој турнир се организира на игралиштето Сокол. Ти си вклучен во организацијата, што се вели со многу добра волја, со многу добра намера и си еден од најповиканите да ни кажеш повеќе детали. За почеток кажи ми малку околу историјата на овој турнир. За жал, краткиот живот на Оливер Соколов Сокол беше само 24 години, еве го пишува тоа и на твојата мајчка. Кажи ни како почна да се одржува овој турнир? Да, прво да ви се заблагодарам за ова можност да гостувам во вашата програма. Јас како човек кој што доаѓа од спортското новинарство долги години и како човек кој што ете и како медиум во каде што работам, го помагам, односно помагаме за целата организација на турнирот и за промоција на турнирот. Долги години наназад овој турнир го зазема местото на еден од најдобрите и најквалитетните фудбалски турнири или турнири во мал фудбал, организиран по секако смртта на Оливер Соколов Сокол во 1994 година. Човек кој што беше еден од основачите на навивачката група Комити. По тој повод почна секако организацијата на овој турнир, а оваа година по 19 пат ќе се организира. Имаше една мала пауза во организацијата на турнирот, после 2019 година повторно продолжи да се организира турнирот, па поради короната имавме повторно пауза. Минатата година го организиравме 80-тиот, оваа година 19-тиот турнир. Традицијата продолжува и оваа година месец септември ќе биде месец на малиот фудбал и на турнирот Оливер Соколов Сокол, кој што традиционално се одржува во месец септември, со тоа што во овие моменти во тек е пријавувањето на екипите. Значи во наредниве 8 дена се до 28 може да се пријавуваат. До 28 преку веб страната и преку секако апликациите ќе може да се пријавуваат сите екипи. Интересот е секогаш голем и оваа година организаторот одлучи да имаме 40 екипи кои што ќе учествуваат, значи ограничен е бројот на 40 екипи, со една единствена цел да се зголеми квалитетот, затоа што да нема повеќе од 40 екипи и да се зголеми, да се сконцентрира квалитетот на тие 40 екипи кои што ќе учествуваат. На 28 завршува пријавувањето, на 30 ќе биде ждрепката, пошто ќе бидат излечени и групите. Екипите ќе бидат поделени во 8 групи, по 5 екипи. Секој со секого ќе игра и најдобрите 4 екипи ќе се пласираат во онаа фаза на елиминација. Тоа е нешто што е вообичаено за овој турнир, инаку да кажам и тоа дека секоја година организаторот се грижи да екипите имаат одлични услови за играње на фудбал. Оваа година исто така ќе биде уште подобро, затоа што имам и еден новитет за кој што ќе зборуваме секако во ова мое гостување во вашата програма. Што се однесува до другите податоци, наградниот фонд оваа година ја надмина она граница, односно оној лимит од 1 милион денари со вклучувањето на уште еден спонзор кој што го имаме од пред неколку дена. Беше најнапред објавено 900.000 денари наградниот фонд, сега веќе одиме над 1 милион денари, нешто што е секако интересно да се напомене и да се каже дека овој турнир е впрочем и највредниот фудбалски турнир кој што се игра во Македонија во однос на наградниот фонд. Браво. Верувам дека од година во година имате се подобри и подобри искуства и во овој поглед, но и во организацијски поглед, така да среќа голема е и за играчите, и за вас тука кои што сите сте вклучени помалку или повеќе во организација. Имаме и реконструкција на самото игралиште. Да, минатата година на пример имавме еден убав момент да турнирот помина на пример во една наистина убава атмосфера, пред се фудбалска атмосфера. Имаше новитет, значи рекламно
пано, односно рекламни со LED светла, така да и тоа беше нешто што беше новитет. А новитет минатата година беше и тоа што се симна маските, па замисли каква радост беше за секој еден човек дека може масовно да присуствува на некој јавен седи, настан. Да гледа фудбал, да игра фудбал. Како некогаш, да. Така. И оваа година надпреварите ќе се играат стандардно на игралиштето на Оливер Соколов Сокол во основното училиште Христан Тодоровски Карпош во Карпош 1. Сега, новитет оваа година е тоа што вчера се заврши на некој начин реконструкцијата на самиот терен. Организаторот се погрижи да преку една донација од една компанија која што долги години го помага турнирот да обезбедиме терен со тартан подлога која што е поставена веќе, теренот е обележан, така да се е подготвено за да се стартува со турнирот. Таа тартан подлога е лиценцирана и таа тартан подлога ќе помогне да имаме уште по-безбедно играње на фудбал. Знаеме добро, нели, да се игра на асфалт, на бетон е едно, да се игра на тартан подлога е сосема друго, а од секогаш организаторот на овој турнир се грижал да имаме безбедно играње на фудбал, пред се безбедноста и да нема повреди на играчите е нешто што е приоритет, така да и оваа година тоа е еден новитет кој што го имаме, а тоа е подлогата. Така, одлично. Ристе, како човек од радиото, колку на овој медиум кој што за многумина е број 1 се уште и покрај тоа што времињата се сменија технолошки, колку мислиш дека луѓето го одбираат радиото како нешто што треба да ни прави друштво? Можам слободно да кажам дека сите медиуми си имаат своји предности. Телевизија се гледа дома, интернет, нели, во секое време телефонот е тука при рака за да се провери, радио се слуша во автомобил, така да сите ние кои што работиме на некој начин се грижиме да Ама во минатото радио се слушаше и дома. Да. Се менуваат времињата. Во секој случај се менуваат времињата. Некогаш се гледаше телевизија, телевизија се гледаше преку цел ден, некогаш се гледа утринска програма, некогаш се гледа навечер, така да се менуваат времињата, се менуваат навиките. Во секој случај мислам дека и ние и секако ете и со овие промоции кои што ги правиме на вакви настани помагаме да секако имаме се повеќе и повеќе луѓе кои што ќе се занимаваат со спорт, кои што ќе на некој начин ете бидат дел и од овој турнир. Јас на крајот само да напоменам дека пријавувањето на екипите, како што рековме во ТЕК, досега има пријавени екипи за турнирот од 6 градови, тоа се Охрид, Струмица, Тетово, Кавадарци, Негорци и Скопје, а имаме најава дека ќе се пријават екипи, веќе се најавени екипи од Радовиш, Криопаланка, Велес и Куманово, тоа значи дека на едно место ќе бидат собрани екипи, најдобрите екипи од цела Македонија. Значи не се работи за турнир кој што ги собира скопските екипи, туку се работи за турнир кој што е пошироко, значи од цела Македонија. Има ли шанси, има ли во вашата визија, желба овој турнир да прерасне и во меѓународен, не само домашен турнир? Во секој случај и за тоа се размислува, затоа што сепак и наградниот фонд кој што е во моментов присутен, например, наградниот фонд од над 1 милион денари, значи поделба на наградите, со тоа што најдобрата екипа добива 280.000 денари, втора пласираната 140.000 денари, трето пласираната добива 30.000 денари, овде четврто пласираната екипа. Тоа е одличен фонд. Така, и четврто пласираната екипа добива, значи и оние кои што ќе загубат во малото финале и тие добиваат нешто, значи 35.000 денари добиваат тие. Така да голем е наградниот фонд, па сигурно дека и тоа ќе привлече и да некоја екипа од странство. Може би еден од главните проблеми е тоа што, например, тие екипи треба да дојдат да бидат присутни повеќе денови да играат, може би сместени, и може би тоа е најголемиот проблем за тие екипи да дојдат од странство да учествуваат. Кога сме веќе кај екипите од странство, имаш ли известни информации, сознанија каде сме ние како македонци во поглед на малиот фудбал во однос на други земји кои што имаат повеќе економски сили од нас? Па, во главном, затоа што го следам футсалот као футсал. Знам дека го следиш, затоа и те прашувам. И ние сме на некој начин со смена на генерации сега во футсалот, но ова што се случува кај нас, например, еден интересен податок е тоа што, например, знаеме добро дека, например, на еден официјален надпревар, например, на репрезентација, ќе дојдат 500 гледачи, ќе го следат надпреварот и тоа е толку, нели? Сега,
За разлика, например, од овие малски турнири, кој што ова е типичен малски турнир, кој што се одржува веќе по 19-ти пат, во кој што во општина Карпош, во тој дел од Карпош, во тоа мало, едноставно се живее за секоја вечер да се по 18:30 да се дојде, да се седне, да се гледа фудбал, дали се работи за некоја екипа која што ви е мила, драга, кој што игра некој пријател или пак воопшто не ги ни познавате, во секој случај седнувате 2-3 часа да гледате. И го јакнете спортскиот дух. Колку самата општина го поддржува овој турнир? Тоа сакав да кажам, значи една голема благодарност до општината Карпош, до градоначалникот, до советниците кои што секоја година го помагаат овој турнир. Тука се секако и бројните спонзори, помагатели, без кои што навистина ваков настан, еден комплексен настан, еден голем настан кој што трае цел месец и кој што подготовките траат цела година за еден таков настан, сигурно дека е многу важно да се има помагатели, подржувачи кои што ќе го помагаат. Ја разбираат суштината на еден ваков настан. Колку е важен спортот, особено за младите луѓе кои што би требало најмногу да се инволвирани во ваквите активности, а и еден куриозитет е веќе откријам дека во Карпош живеат многу голем број на спортисти, успешни спортисти и спортски работници кои што биле легенди не само во новава историја на Македонија овие 30 години, туку и претходно во минатиот систем. Во текот на изминатите години, затоа што не е турнирот од вчера, туку е ова 19-ти пат, многу познати имиња, спортисти кои што се сега веќе познати фудбалери, кои што се репрезентативци, биле дел од овој турнир. Дали на ревиален начин или играле во некоја екипа, во секој случај тие се биле дел од таа екипа. Например, се сеќавам Стефан Ристовски, капитенот на нашата репрезентација, па и Елиф Елмас со работнички како гостин. Значи, има многу такви играчи кои што сега нешто значат во македонскиот фудбал, а биле дел од овој турнир, реков, дали на рекреативен или пак на оној официјален дел на турнирот, во секој случај поминале и знаат што значи да се игра пред публиката во Карпош, а верувам дека и оваа година ќе ја има во голем број со оглед на тоа дека овој термин нели во вечерен терминот по 18:30-19 часот некако би рекол резервиран за да се седне, да се гледа фудбал, а има доволно простора. Мислам дека сега и со реконструкцијата на теренот ќе има малку и поголем интерес да публиката дојде на трибините да го проследи. Тоа беше и минатата година кога илјадници луѓе, односно наши граѓани, се менуваат во следењето на овој турнир. Така. Ристе, како спортски новинар, долгогодишен и водител на спортското радио сите овие години, кажи ми, вака од прва рака, кој настан, освен победата на Новак Џоковиќ ноќеска по наше време, се разбира, во Синсинати и го одбележа овој викенд? Па, сигурно дека ноќеска поголемиот дел од оние кои што го следат тенисот, беа покрај малите екрани, го следа на преорот помеѓу Алкарас и Џоковиќ. Синоќа добивме нов светски шампион на трка на 100 метри, значи на светското првенство во атлетика кое што во овие моменти се одржува во Будимпешта, така да тоа беше еден од централните настани кои што се случува затоа што изминативе 2 дена, односно овој викенд стартуваше тоа светско првенство во Будимпешта. Ќе имаме навистина една интересна недела која што ќе изобилува со настани поврзани со кралицата на спортот атлетиката. Изминатиот викенд беше викенд во кој што ни започна и останатите, би рекол, европски фудбалски шампионати, така да веќе ги имаме сите првенства кои што почнаа од овој викенд и Германија, и Бундеслигата, и италијанската калчо-лига, така да на некој начин во фул форма ќе бидеме во наредниот период. Браво, мислев ќе те фатам неспремен, ама Ристе никогаш никој не може да го фати неспремен што се однесува до спортски настани. За други теми може неспремен, ама за спорт тешко. Браво, секоја чест. Дали имаш уште нешто кратко да додадеш во врска со... Ништо, јас само можам да ги поканам секако екипите кои што се уште размислуваат, да се пријават, да учествуваат до 28. На 30 е ждрепката, на први почнуваме со турнирот. Многу среќа посакувам, па ќе наминам и јас некој ден, мене ми е многу драго тоа игралиште и многу често пешачам натака, па ќе поминам да видам што ќе се случува. Така, јас се надам дека ќе се видиме, а од друга страна ги повикуваме сите гледачи, сите љубители на малиот фудбал да дојдат да присуствуваат, да проследат некој надпревар, затоа што од Карпош луѓето кои што живеат тука околу самиот терен се секогаш
добри домаќини за сите оние кои што ќе дојдат, Проверено. дали од Скопје или надвор од Скопје да дојдат да го следат турнирот. Проверено. Многу ти благодарам. Поздрав до сите во Спортско радио и поздрав до сите љубители на малиот фудбал.